Реформите се најдобар начин за да се влезе во НАТО. Ова го изјави Джеймс Апатуреј, заменик помошник на генералниот секретар на НАТО за политички прашања, во врска со денешниот состанок на лидерите на Алијансата во Брисел. Овој состанок на НАТО за прв пат се одржува во новото седиште на Алијансата. Токму тоа го спомна и заменик помошникот на генералниот секретар за политички прашања, Джеймс Апатуреј, во врска со натамошното проширување на НАТО. Well, it's certainly not for me to predict when that will happen, and I think there's 2 points. One is there's plenty of room in that big new headquarters, so we're welcoming any aspirant that meets the standards of the alliance. The second point is progress is in their hands. Reform is the best way to move onto the doorstep of NATO and then eventually through the door. So Тоа, како што вели Апатуреј, практично за земјите аспиранти од Западен Балкан ќе значи дека сојузниците ќе работат многу напорно за да ги поддржат нивните реформи. Well, there are 3 countries that are formally aspirant countries. That is Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, and Georgia. To be very open with you, I think in the case of the 2 Western Balkan aspirants, there are real concerns about the pace of progress of reform. In some cases, the reversals in the political process, and we saw violence in Skopje in the parliament just recently, which is of real concern to allies. Апатуреј оценува дека најголемите елементи на стиката за безбедноста на Европа се Русија и меѓународниот тероризам, и оти НАТО во наредниот период треба да одговори на овие предизвици. За таа цел е неопходно да се зголемат трошоците за одбраната на сите земји членки на Алијансата.